Повторно, во Куманово нешто интересно посебно за љубителите на комедијата. На репертоарот е Зла жена, но овој пат од членовите на аматерскиот театар Куманово пензионерска група. Еве денеска ќе имаме можност да поразговараме токму за представата која што ќе ја доживее својата премиера на 18 април во 20 часот. Каде, како, со која тематика ќе слушнеме од нашите денешни гости. Ги поздравувам режисерот на представата Стоје Додевски и се разбира главната улога што ја има токму во Зла жена Надежда Булатовиќ. Добар ден и добро ми дојдовте. Добар ден, добро ве најдовме. Еве ќе разговараме за ова интересна комедија, која што Зла жени, која што претходно споменавме пред да стапиме во студиото дека се работи за комедија на интриги, со една стара тематика, но сепак актуелна и ден денеска, се работи со карактер на ренесанса фарса. Така ли? Така е. Во секој случај, кога се обидов да ја правам таа експликација, немаше потреба за нешто, бидејќи не навлегува длабоко во психолошките карактери на ликовите. Тоа се едноставно само да се игра комедија и како таков го прифативме тој текст. И баш со колегите од пензионерската група, успеавме на некој начин да стигнеме до премиерата. Требаше тоа минатата година да се направи арно, ама моравме да стопираме заради студенилото на сцена што имавме, нема грејање, нема ништо и така да еве сега решивме да излезе оваа премиера. Еве, вака споменавме за временски рамки, за неможности и можности. Ќе се потсетиме само дека последен пат во студиото Стоје се видовме повторно во улога вие на режисер, но во представата или пак во најавување на премиерата од опаку. Да, таа премиера ја одигравме, ама потоа застанавме повеќе, не можевме ни проба да одржиме. Зошто и како, се уште не најдовме одговор, не најдовме заеднички јазик со групата, со колегите. Во секој случај, може би во догледно време ќе се најде нешто да се направи, да се повторно игра таа представа. Бидејќи таа представа мене ми значеше затоа што таа представа имаше фестивалски елементи кои се правеше една синтеза од театар на сенки, театар на кукли, театар на маски, филм, жива слика, така да се во едно споено. Ете така се случи да таа представа не се одигра. Но затоа сега ние ќе се сконцентрираме на она што треба да се одигра. Да. Тоа е на 18 април, така? Да, на 18 април, тоа ќе биде во салата Среда. За венчавање, значи за венчавки. Тоа е стар кино напредок, значи за најчиски дом во 20 часот. Така да и тој простор ќе почнеме сега да го оживуваме и се надевам дека таму ќе имаме уште представи и други проекти да правиме. Дали заживувањето на тој објект е и причината што порано сите представи во театар Куманово? Сигурно, ние најдовме таму со господинот Нино Величковски, таму директорот, најдовме заеднички јазик, разбирање, за да се тој простор оживе и да се направи. Тие се на идеја, имаат веќе проект дека треба да прават сега сцена. Да прават портали, да прават се тоа рикван, светла, за да навистина личи на една театарска куќа. До мене е и главниот лик во представата Зла жена. Еве, Надежда, повелете вие, од каде токму вие на вас точно падна акцентот за главната улога? Како вие се чувствувате во сето тоа и еве збордва нешто повеќе за самиот лик? Видите, благодарејќи на Стоје, бев ангажирана да ја глумам Злата жена. Па не е едноставна за разлика од другите улоги што сум ги играла во Печалбари, Ленче Кумановче, Р и така натаму, уште некои. Сите беа впечатливи представи. Да, сите, само не бев толку зла.
Улогата сега ми е нешто незамисливо. Просто не можам и јас самата се чудам како можам тоа да го одиграм. Вриштам, рипам. Некој надмена личност, некој. Сакам да доминирам во сите области, во куќата, во околината, јас и никој друг. После се смени улогата. Дали од зла жена потоа ќе преминете во добра и паметна жена? Во добра, да ги признам сите грешки што ги направив, да се извинам на еден одреден начин. И просто не можам да сватам дека јас тоа можам да го одиграм. Тешка ли ви е улогата за играње? Не. Кога се сака нешто, ништо не е тешко. Секогаш што го работиме преку разговор, преку заеднички познавање, имаме доста добро и така да мислам дека нада добро оваа роља добро ја игра. Да ги споменеме и другите аматери глумци кои што ќе ги видиме на сцена во Зла жена. Сигурно тука е Стево Илиевски, тука е Славе Котовски, Калина Бошковска, тука се ајде Персида, на момент името и го заборавив. Слободанка, тука е и Драган, така да сите, целата екипа си имат точно погодено ликови кои добро пулсират и добро работат. Така. Еве, ние ќе имаме можност да ги видиме на сцена, немавме можност овдека во студиото, но сепак да се навратиме на тематиката, еве нешто слушнавме од главниот лик се работи како што и самиот наслов вели за зла жена, но нас не интересира како потоа од толку зла жена која што рипала, врескала и сакала да биде доминантна, станува добра и паметна жена. Методот кој е? Методот е ќотекот. Ќотекот, само тоа, ништо друго. Леле, зарем тако? Добро, не е својствено во денешни прилики, тоа не е својствено со ќотек да се решаваат проблеми, туку се решаваат со разговори. Во секој случај овде текстот е таков каков е и така го и играме. Не сакавме никакви подлабоки анализи да влегуваме. Можеби ќе добиеше текстот некоја друга димензија, вака решивме како е текстот, така да го одиграме. Можеби има други текстови за такви нешта подлабоко да влегуваме во тие ликови, има време за тоа. Текстот е напишан од Јован Стерија Поповиќ. Да. Тоа е многу одамна пишуван тој текст, стар текст е. И така, нели, во почеток го спомнавме дека тоа ренесансна фарса. Така. Музиката е на Коста Ќосе. Тоа е изборна музика, нели, бидејќи таму се работи за простори на Војводина, во секој случај не сакавме таква музика, него си го пренесовме просторот на наши овие простори, на наши со наша музика и така да македонска музика и така да баш убаво изгледа. Одлично. Да, преведено е на кумановски се игра и така. Тоа значи дека на сцена актерите говорат кумановски јазик? Кумановски, да. Добро за нашата публика. Па не само за нашата, и пошироко може. Во другите градови сака да слушат кумановска? Па слушат, ние имаме одено и во Врање, не разбираат. Кумановски го разбират и од Ниши, па и понатаму. Па кумановски испаѓа дека е основа за англиски. Интернационален. Не, не разбираат, не, стварно, навистина се разбира и затоа решивме така на кумановски овој текст да го дигнеме. Инаку јас сакам текстови да се играат обично на македонски. Тоа највеќе преферирам, бидејќи на македонски размислувам. И затоа, инаку сега овој текст, ајде, така одлучив малку така за промена. За промена. Надежда Булатовиќ, рековме дека имавте и претходни представи како аматерка. Аматерка актерка, се радополнувам бидејќи вие сте пензионерка. Еве, кажете ми, од кога почнавте да се занимавате?
поактивно вака со аматерството? Па која година, не знам точно, беше бегалка. Од тогаш почна. Пред колку години? Или тешко? 10 и повеќе. Има ли 10? Не. Има, ја мислам дека има. Како вчера да беше? И како вчера. И како запловивте во тие актерски води? И кажа, благодарејќи на Стој. Значи, Стој е виновникот за се. За се. Виновникот што јас по стари години, во третото доба, станав глумица. А цел живот се занимавате со нешто друго? Имавте своја служба? Имав своја служба. Така. Одлично, пензионерските денови убаво да си ги поминете токму на сцена. Се чувствувате оној како што... Активно. Да, и ова сакам да го слушат сите пензионери, да го слушнат и да си го разубавуваат животот. Зашто не се знае до кога ќе живее. Никогаш не е доцна. Никогаш не е доцна, да. А да се затвориш во 4 зида, еве јас сум пензионер, не можам ништо да работам, никој не ме слуша, еве видите, пример, ние сите пензионери, какви примери даваме. Така, да си го исполните едноставно времето. Да. А не само да чуваме внуци, да правиме ручки. И тоа треба, и тоа треба. Ама и за се има време кога се И тоа треба. За се има кога се. Така. Стоја секогаш не изненадуваш со нешто интересно, со нешто ново, евен тоа најновото ќе го видиме во среда, но подготвуваш и нешто што е тоа. Нешто таму некаде. Тоа ќе насловот се со некои мистериозни наслови. Насловот на книгата не очекував никогаш што сум ни размислил на таа тема. Ме натера колешката од аматерскиот театар Ана Љубич, која издаде книга и беше гостин пред некој ден. Да, пред некоја недела беше во во ме студиото. натера да рече, па ти имаш 3 драмски текста, вика, минатата година напишано, вика. И зошто не ги издадеш, вика, што чекаш? Немам намера. Како, кога наеднаш пак се роди таа идеја, ајде, викам, стварно ја немам ништо. Што, изрежираш представа, завршено, ајде друга, ајде. И тоа цели 44 години го работам. И на крајот се решив да ги издадам тие 3 драмски текста под име Таму некаде. Тоа ќе се случи за некој месец. Па, ајде, да кажеме септември. Одоколу. Сигурно ја ќе дојдам овде. Одоколу, таму негде. Таму некаде, така дадов наслов, таму некаде моето појавување во театарот на тие штици, што живот значи, и се појави сигурно дека не бев ја главен, не бев главна личност, ама таму некаде се појавив и ја и напишав песна за тоа таму некаде, моето појавување и мојата нели кариера која полека си оди на заоѓање. Не, јас не се сложувам. Добро, добро. Не се сложувам, зошто? Делата не вела така, Стоја. И во секој случај само да кажам тие 3 драмски текстови што се одржат, предмалку го спомнавме од Опаку. Од Опаку е тема семејно насилство, да ставиме точка. Тоа е тема за малолетнички бракови во ромската популација и римувана пиеса за деца Штурчо Беда и Штуричка Леда. И сите тие 3 ги ставив на сцена, а тоа таму некаде баш им напишав стихови, ако може да прочитам, може? Јас би да ги оставиме кога ќе биде време за тоа, ајде така, нека биде, да, во ред е. Во очи на онаа што ќе се случи. Така? Да. Сега уште еднаш сакам да потенцираме, бидејќи вие со таа причина сте и мои денешни гости, да ги поканиме сите наши сограѓани, сите наши слушатели. Апсолутно. Да ве поддржат, да дојдат, да ве погледат, а потоа да коментираат што и како сте сработиле. Повелете? Да. Па ви благодарам во секој случај, нека повелат сите оние кои се заинтересираат да ја гледаат ова пензионерска група во рамките на аматерскиот театар Куманово од Куманово во салата за венчавки
да не сгрешиме, нели, за за нечистиот дом, кино напредок. Така, кино напредок, нека повелат да ја видат оваа представа. Се надевам дека ќе бидеме успешни. Ги поканував и од моје име да дојдат, да видат што значат пензионерските денови и нивните активности.